Ова само навидуме обична фудбалска топка, а всушност е многу уникатна. Таа во својата внатрешност содржи чип кој ги регистрира сите движења и удари од страна на фудбалерите на теренот. На судиите во ВАР собата им овозможува полесно да утврдат дали некој играч играл со рака или направил пенал. За прв пат на европските првенства ќе се примени на европскиот шампионат во Германија. Да имаше ваква технологија во минатото, сигурно и на Марадона немаше да му биде лесно на светското првенство во 1986 во Мексико против Англија да го постигне така наречениот гол со Божја рака. Колку пати сте гледале фудбалски надпревар на кој одлуките се носеле или менувале по прегледување на снимка во ВАР собата до милиметар? Дали е офсайд или не? Противниците на оваа технологија сметаат дека ВАР ја гуши фудбалската игра, но оние кои го поддржуваат сметаат дека е од голема помош при судиски грешки. Новитет на Евро 2024 ќе биде и полуавтоматската офсайд технологија. Таа ќе работи со помош на 10 камери на секој терен, кои ќе регистрираат 29 точки на телото на секој фудбалер. Тоа на ВАР судиите ќе им овозможи полесно да утврдат дали некој фудбалер се наоѓа во недозволена офсайд ситуација. Целиот систем ќе биде интегриран со топката со која што ќе се игра надпреварот. Ставот на УЕФА е дека со комбинација на податоците за позицијата на играчите и иновациите овозможени од вештачката интелигенција, ќе се носат побрзи и попрецизни судиски одлуки. Ваквите технолошки иновации веќе беа користени на светски првенства. Ќе се применува и технологијата за гол линија воведена во европските надпреварувања уште во 2016 година, која помага да се утврди дали топката ја минала гол линијата и дали е постигнат гол или не. Европското првенство во Германија започнува на 14 јуни и ќе трае до 14 јули. 24 репрезентации поделени во 6 групи ќе се борат за европската титула. Надпреварите ќе се играат во 10 градови.